што туку заврши средбата, која што беше проштална со големиот пријател на Република Македонија, амбасадорот на САД во заминување, господинот Пол Волерс. Ова беше една одлична можност да направиме една рекапитулација на анализа на сето оно што се случуваше на политичката сцена за време на неговиот мандат, но се разбира и една анализа за тоа што денеска се случува како актуелни збиднувања на нашата политичка сцена. Особен акцент ставив на објективното мониторирање на амбасадата на САД за време на локалните избори 2013 во општина Центар. Нивната улога беше мощна и битна. Денеска исто така како и тогаш, можеби уште повеќе сметам дека таа победа во Центар беше навистина старт на она што денеска се нарекува отворено задоволство, отпор против начин на кој што се води денеска владата, државата во Република Македонија. За жал, исто така морав да потенцирам дека имаме растечки тренд на сиромаштија, на безперспективност и она што го потенцирав на крај, како опозиционер се разбира, што за мене има добра вест и лоша вест. Добра вест е што имаме очигледно зголемување на незадоволството на граѓаните од политиката на актуелната влада. Лоша вест е што тоа незадоволство не оди на контото на опозицијата и тоа е, да завршам со ова предизвик што денеска го има пред себе опозицијата, тоа е да најде вистинската формула како да го зголеми тој опозицијски потенцијал, за да сето тоа заврши со формирање на еден општонароден фронт, ќе кажам, кој што дефинитивно ќе го порази режимот на Груевски.